Фармерите кои набавиле педигрирани кози и овци во септември до декември 2020 година може да аплицираат за финансиска помош за набавениот добиток. Директорот на платежната агенција Никица Бачовски информира дека станува збор за мерката 121 за инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства. Максималната финансиска поддршка за оваа мерка е до 6.500.000 денари прифатливи трошоци по поединечен корисник. Поддршка се исплаќа по принцип на кофинансирање на завршени исплатени инвестиции од страна на корисникот во висина до 50% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци за инвестиции, информира директорот Бачовски. Тој додава дека и ставката за кофинансирање се зголемува во случаите кога се работи за инвестиции на земјоделско стопанство чиј носител е млад земјоделец, за инвестиции во подрачја со ограничени можности на земјоделско производство, инвестиции во подрачја со ограничени можности на земјоделско производство кога носителот на инвестицијата е млад земјоделец и за инвестиции во недостапни рурални заедници. Сточарите пак од Струмичко се жалат дека го намалуваат бројот на грла добиток. Колку време се занимавате со овчарство? Од детинство, од дете. Колку овци имате? 80. И? Ништо слабо, заработувачка нема од нив. Прибидејќи јагнето веќе едно 5-6 години 120, 130, а таа година го зимава 90 и 100 динара. Мислам, у април месец, мај. И тешко, волната веќе 2-3 години, веќе 2 години посебно нич ја зима, ти кажа зима 20 динара, 25 динара. И многу тешко да обстане човек и затоа човеците и продават. И кој имаше мерак, изгубија воля, знаеш како е. Вие продадовте нешто од сточниот фонд? Од овциве или го задрживте? Лани продавах нешто, таа година не сум. Лани продадах 25 комада и така, таа година оставим па подмлати јагнина. Инаку фармерите кои сакаат да аплицираат за мерката за набавен добиток, барањата треба да ги поднесат електронски со регистрација на e-baranja.ipart.gov.mk. Крајниот рок за доставување на барање за финансиска поддршка е 28 февруари 2021 година.